У името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Почитувани, овој пат ќе говориме за корупцијата како тежок греф. Колку е патриотизмот поголем, толку корупцијата е помала. Колку е верата посилна и потврста, толку и корупцијата е послаба. Денес зборот корупција е најчесто употребуван од било кога. Тоа е така затоа што корупцијата стана секојдневна појава и е широко распространета скоро во сите сегменти на животот и кај сите слоеви меѓу луѓето. Корупција има и кај богатите и кај сиромасите, и кај оние на власт и кај оние од понискиот ешалон, и кај учените, образованите, но и кај необразованите, па дури и кај религиозните луѓе. Впечаток е дека без корупција луѓето не можат да функционираат. Така при завршување на најмала работа приморани сме некого да подмитуваме или треба да бараме пријател или познаник да ни помогне. Ретко кога работите течат мазно и без некои посебни обврски. Во најширока смисла зборот корупција и злоупотреба на моќта при работните обврски, уцена на работно место на работодавецот или функционерот, нелегално стекнување на имот, неразумно трошење на општествениот имот или пари и слично. Сите овие форми се длабоко навлезени во општествениот систем и тешко дека некогаш ќе бидат искоренети. Оној момент кога човекот ќе свати дека корупцијата е тежок греф и подлежи на Божја казна, дори тогаш можно е таа да се намали. Што е всушност корупција? Најпрво, корупцијата е тежок греф, односно тоа е една од формите на гревот. Гревот е нарушување на Божјиот закон. Во основа зборот корупција значи расипаност. Тоа е синоним на неморалност, неетичност, непочитување, бездушност, будалаштина, лицемерие, непослушност кон предпоставените, вклучувајќи ги родителите, но и кон Бога, лакомост, работење против сопствениот народ за туѓи интереси, неспособност, понижување на ближниот, лош однос кон ближниот, непружање помош на немоćните и болните, кражба и слично. Таа ги опфаќа сите негативни и неморални дејанија на луѓето. Генезата на корупцијата. Корупцијата постои откако постои човекот. Слободно ќе кажеме дека незините корени се протегаат многу длабоко уште во рајот. Незин почеток е првиот грев што го направиле Адам и Ева. Но треба да се знае, Бог не е создател на корупцијата, туку човекот. Во Светото писмо, во Библијата, многу пластично е опишан настанот кога Адам и Ева го направија првиот греф, кој е познат како првороден или прародителски греф. Таму се вели: а змијата беше најлукава од сите диви полски животни, што ги беше создал Бог. Еднаш таа ја праша жената: навистина ли рекол Бог дека не смеете да јадете од секое дрво во градината? А жената ја одговори: од плодовите на дрвјата во градината смееме да јадеме, но за плодот од дрвото што е среде градината, Бог рече: не јадете од него и не допирајте го, за да не умрете. Тогаш змијата ја рече на жената: не, вие нема да умрете, зашто Бог знае дека во оној момент кога ќе јадете од него, ќе станете богови исто како него. Тога жената виде дека плодот на дрвото е добар за јадење, примамлив за очите и пожелен за гледање, па скина плод и касна од него. Потоа му даде од плодот и на својот маж Адам, па и тој јадеше. Подосна, кога мажот и неговата жена го слушнаа гласот Божи, кој одеше низ градината, се сокрија од лицето Божјо меѓу дрвјата во градината. Бог го повикуваше човекот велејќи му: Адаме, каде си?
Најпосле Адам одговори: го слушнав твојот глас, Господи, во градината, но се исплашив бидејќи сум гол, па се сокрив. А Бог му рече: кој ти кажа дека си гол? Да не си јадел од дрвото од кое ти забранив да јадеш? А човекот одговори: жената што ми ја даде, таа да биде со мене, таа ми даде плод од дрвото, па јадев. Тогаш Господ ја праша жената: што си направила? А жената одговори: змијата ме излага, па јадев. Така првите луѓе, Адам и Ева, го прекршија Божиот закон и станаа грешни. Од тој момент односите меѓу Бог и човекот се нарушени. После нарушениот однос со Бога, он им одредил казна. Змијата ќе биде проклета од сите диви полски животни и ќе ползи по мевот. На жената и ги умножи маките на бременоста и во болки ќе ги раѓа децата. А за Адама земјата да е проклета поради тебе, со мака ќе се храниш од неа. Трње и троскот и коров ќе ти раѓа, а ти ќе јадеш полски растенија. Во потта на своето лице ќе го јадеш својот леп, додека не се вратиш во земјата. Светите отци се согласни дека преку Адам, а не преку Ева, корупцијата или гревот влезе во светот затоа што Адам беше представник на сите наследници. Каде тука гледаме корупција? Најпрво во нивната непослушност, а потоа во лажењето, во лакомоста и горделивоста, како и во желбата за поголема слава и ослободување од Божите заповеди или желба за живот без Бога, т.е. без морални ограничувања. Понатаму Библијата ни зборува и за поголема форма на корупција која завршува со убиство. Имено помеѓу нивните двајца синови Каин и Авел се појавила завист која имала трагичен крај. Корупција гледаме и кај синовите на Јаков, кога од завист го продале нивниот најмал брат Јосиф. Во овие случаеви, како и во многу други, се потврдува учењето на светите отци дека кај зависта како грев се наоѓа еден од најпогубните отрови кои човекот може да ги има во себе. Во Новиот Завет смртта на свети Јован Крстител е коруптивен акт на царот Ирод, кој од лукративни причини го осуди светиот пророк Јован на смрт со одсекување на главата. Но сепак најголем коруптивен настане осудувањето и рапснувањето на Господ Исус Христос на Голгота. Јудејските старешени најпрво од завист, а воедно и плашејќи се за својата власт, го распнаа дури Богочовекот и Месијата Христос, затоа што он рече: јас сум цар јудејски. Христовото распнување на крст е поголем грев дури и од прародителскиот грев. Зошто? Затоа што Адам и Ева само ја прекршија Божјата заповед и не покажаа агресивност, додека во случајот со Каин и Авел, како и со Јосиф, а особено на Голгота, Господ Христос претрпе страшни телесни маки. Низ историјата на човештвото, корупцијата и гревот се зголемуваа и не се отстранети до денешни денови. Зошто непослушноста на Адам и Ева се пренесува и на сите генерации се до денешно време? Библијата вели: преку еден човек гревот влезе во светот и преку гревот смртта. Така и смртта се прошири на сите луѓе, бидејќи сите сгрешија. Но како можело едно обично кинење и јадење на плод од некое дрво да донесе такви трагични последици? Еве како. Заповедта, забраната или ограничувањето не представувало никаков проблем за Адам и Ева, оти тие можеле да јадат плодови од сите други дрвја во градината. Освен тоа, оваа забрана не значела дека нешто не би било во ред со нив или дека нешто им недостасувало во рајот. Напротив, достоинството им било зачувано во секој поглед. Дрвото на познавање го представувало Божјото право,
како владател да одлучува што е добро, а што лошо за неговите човечки созданија. Затоа јадењето од дрвото не било само кражба, земање на нешто што му припаѓа на Бога, туку и дрско посегање по моралната независност, обид да се стекне самостојност. Без Бога човекот оди во духовна и морална пропаст. Ваквата тенденција од фрлање на Бога заради морално осамостојување е присутна и денеска. Праведниот Серафим Роуз се упокои во Господа пред неколку години, на едно место вели дека човештвото навистина навлегува во еден ужасен стадиум во своето богоборство, а сето тоа може да се види од многу образци на современата култура. Човекот не е само некаква грозна и одвратна карикатура на самиот себе. Човекот денес не може да се препознае дури ниво агонијата на сопствената духовна смрт. Човекот фактички веќе е мртов. Човекот кој денес е богоборец и богоубиец во својот разјарен копнеж да живее без Бога, мисли и тврди дека веќе Бог е мртов. Но за жал, човекот веќе пристапува кон следниот и можеби последниот стадиум кога тој го убива во себе и самиот човек, се убива самиот себе. Затоа денес слободно можеме да заклучиме дека и човекот веќе е мртов. Колку и да посакува да биде вечен тука на земјата, колку и да е ужасен копнежот во исмејувањето на Бога и се што е небесно и духовно, сепак човекот нема каде да избега од вечноста. Човекот никогаш нема да може да избега од рацете на живиот Бог. Затоа токму тогаш кога човекот ќе помисли дека завладеал со оваа вселена и дека веќе постанал Бог, токму тогаш над него ќе се исполнат зборовите од Откровението. Богат сум и се збогатив и ништо не ми треба, а не знаеш дека си беден и проколнат, сиромав, слеп и гол. Покажувајќи дека сакаат да бидат самостојни и независни, Адам и Ева непоправливо го нарушиле својот однос кон Бога, со Бога, го втиснале печатот на гревот во своите тела, длабоко во самите гени. Точно е, живееле уште стотици години, но почнале да умираат во денот кога сгрешиле. Грешната природа и гревот се наследни. Но што всушност наследуваме ние од Адам и Ева? Ние ја наследуваме и грешната природа и гревот. Некои велат дека човекот со раѓањето ја наследува само склоноста кон гревот. Православната црква учи дека ние во потполност го наследуваме направениот грев на Адам и Ева и така и ние сме лишени од можноста за директно општење и комуницирање со Бога. Тука Адам се идентификува како човекот преку кој смртта влегува во овој свет. Гревот на Адам и Ева е наследен и секој човек се зачнува и раѓа во овој грев, а се ослободува од него преку крштевањето. Затоа црквата, светата тајна крштевање, ја одредила како прва и основна, но и задолжителна. Крштевањето за православниот христијанин е врата за влез во Царството Божјо. Некрстените се лишени од ваквата можност. Освен тоа, крстените даваат завет пред Бога за богоугоден живот, одвраќање од гревот, а со тоа и од корупцијата како негов облик. Троичниот Бог, создавајќи го светот, го создал и човекот како круна на секое создание. Создавајќи ги првите луѓе, прародителите Адам и Ева, како единство на душата и телото, Бог им дал слобода на избор да бидат во заедница со Него, или да ја отфрлат таа заедница. Таа слобода на избор дадена ни е и нам денес. Отфрлањето на заедницата со Бога е грев или екзистенционално промашување.
Тоа им го дал преку слободата на изборот, давајќи им заповед од секое дрво во рајската градина да јадат освен од дрвото за познавање на доброто и злото, укажувајќи им дека во оној ден кога ќе вкусат од него, ќе умрат. Адам и Ева со својот слободен избор одлучиле да бидат без Бога. Како последица на тоа, лишени од благодатта Божја, смртта добила власт над нив. Смртта и телесните болести како последица на гревот и како некоја генетска инфекција се пренесуваат на сите поколенија. Како последица на тоа настанала смрт на сите полиња, па и биолошката смрт која подразбира разделба на душата од телото. Кога душата ќе го напушти телото, тоа е мртво и се враќа во земјата и се распаѓа, додека душата по благодат Божја останува бесмртна. Затоа ќе речеме дека човекот, после направениот грев на прародителите, не ја наследува само навиката или склоноста кон гревот, туку и самиот грев. Личен избор е на секој од нас и денес, дали ќе останеме во заедница со Бога или ќе се приклониме кон гревот. Што треба да направиме за да се избавиме од гревот? Најголемото нешто што можеме ние да го направиме доколку сакаме да се ослободиме од гревот, а со тоа и од корупцијата, е разумно и богоугодно да постапуваме. Било која работа или служба да ја извршуваме, најпрво треба да знаеме дека преку служењето на Бога му служиме, преку служењето на народот му служиме на Бога. Смирението е и важна добродетел што треба да го краси секого од нас. Само во смирена состојба можеме богоугодно да постапуваме и да донесуваме разумни одлуки. Тоа сигурно нема да ги восхити луѓето околу нас, затоа што денес луѓето на смирението гледат како на голема слабост, како на нешто што е старомодно и надминато или многу наивно. Но тоа нас и не треба да не вознемирува, затоа што смирението е одлика на духовно воздигнатите луѓе, како и на оние кои ја сознаваат својата грешност. Таквата душевна состојба ќе не доближи до Бога. Човекот, паднат во грев, има искривен менталитет дека гордоста е најважното нешто за што треба да се држи, не знаејќи дека нема ништо поомразено и помрско пред Бога од гордоста. Фјодор Достоевски во романот Идиот запишал: гордоста е како расипано јаболко однадвор со убав изглед, а однатре полно со трулеж. Адам се возгордеа, но беше безмилосно казнет. И ѓаволот се возгордеа со желба да стане Бог, но беше фрлен во немилост. Затоа и ние не можеме ништо поголемо да направиме пред Бога, освен душевно, да се смириме. Воспротивно ќе бидеме казнети. Бог ни даде можност да бидеме ослободени од смртоносниот стисок на гревот преку Господ Исус Христос. Преку Христа Бог ќе го отстрани гревот и сите негови последици, а целата земја ќе ја претвори во рај, исполнувајќи ја намерата што ја имал уште пред почетокот. Доколку го прифатиме Христовото смирение, тогаш нашиот Отец Небесни ќе види во нас негови синови и ученици и заради смирението ќе заличиме на неговиот единствен син Господ Исус Христос, кој беше испратен да ни биде образец и пример какви треба да бидеме и ние. Он ни рече: угледајте се на мене, бидејќи јас сум кроток и смирен по срце. Затоа ќе речеме, Господ Христос и учењето на црквата треба да бидат нашиот идеал и правец, кон што треба да се стремиме. Адам и Ева не можат да ни бидат оправдување за корупцијата и за нашата грешна состојба. Најголемиот предизвик за корупција и денес е алчноста за власт,
неправедно стекнување на богатство во било која форма, злоупотребата на државен имот, а кој всушност е народен, е корупција од најширок вид, што е пак одраз на исчезнатата љубов кон ближните и кон татковината. Затоа ќе речеме, колку е патриотизмот поголем, толку корупцијата е помала или никаква. Или пак колку ни е верата посилна и потврста, толку и корупцијата ќе биде послаба. Услов за чување на државата е патриотизмот, бидејќи се против се однапред кажано, ние всушност се бориме против трите најголеми непријатели на човечката душа. Првата борба е борбата против светот. Таа започнува со тоа што се одвојуваме од светот и се откажуваме од неговите сладки, но куси и отровни задоволства, како и од неговите лажни убавени, кои се обична празнотија во однос на вечноста. Пријателството кон светот е непријателство кон Бога, рекол светиот апостол Јаков. Затоа потребно е да се откажеме од светот и од неговата измама, па на таков начин ќе го победиме првиот непријател, ѓаволот. Вториот непријател е нашето сопствено тело, кој ќе можеме да го победиме преку воздражување од се, она што е штетно и неморално. Нашето тело е и наш пријател, но само тогаш кога и помага на душата во доброто. Со Божја помош, со своето тело ние постиме, пролеваме солзи и на Бога дарови му пренесуваме. Тоа не би можеле да го направиме само со душата. А ако го победиме светот и телото, тогаш лесно ќе земеме во раце оружјето на борбата против гревот, против господарот на овој свет, против кнезот на темнината и предизвикувачот на сите гревови, ѓаволот. Тоа ќе го постигнеме доколку се вооружиме со Божјото оружје, со верата, љубовта кон луѓето и љубов кон Бога, долготрпението и молитвата. Против насилното оружје на ѓаволот, гордоста, ќе покажеме смирение, против суетата, кротост. Но над се ѓаволот ќе го победиме со крстот на долготрпеливоста, што треба постојано да го изобразуваме. Исполнувањето на критериумите кои ни се дадени како Божја заповед ќе не доведе во состојба да се богатиме не за себе, туку за Бога, и тогаш ќе можеме да се удостоиме со онаа полнота и радост која никој не ќе може да ни одземе, вечниот живот и вечната радост со Бога. Амин.